ВМРО ДПМН до собранието поднесе иницијатива за укинување на техничката влада и инсистираат на предвремени парламентарни избори. Според нив, единствен излез од оваа, како што велат, катастрофална состојба е во скоро време да има избори, без 100 дена техничка влада, како што тоа го предвидува Пржинскиот договор. На редовна понеделничка координација кај председателот на собранието ги понудивме овие измени на закон за подршка и подписи до парламентарното мнозинство, но тие не се изјаснија никако по однос на ова прашање. Очигледно тие се уште и немаат став и желба за надминување на оваа катастрофална состојба во која што се наоѓа Република Македонија. Очигледно тие се плашат од гласот на народот и се плашат од брзи и предвремени парламентарни избори. Од владеачката СДСМ пак се убедени дека во моментов не се потребни избори, туку како што велат, одговорно работење за надминување на енергетската, економската и здравствената криза. Барањето на ВМРО ДПМН го толкуваат како несериозна иницијатива и непочитување на државата. Христијан Ницковски, ВМРО ДПМН, соочени со секојдневниот неуспех на нивните градоначалници, кои што многу ветија, а малку испорачуваат во првите 100 дена, брзаат на било каков начин да има предвремени парламентарни избори, знаејќи дека доколку тие бидат редовни како што ќе бидат во 2024, неспособноста на нивните кадри, кои што народот даде шанса да ги види и да раководат, ќе се покаже. Предлог законот кој ВМРО ДПМН го достави до собранието е поднесен по брза постапка и очекуваат дека ќе биде ставен на дневен ред на собраниската седница во среда. Правилото за техничка влада пред избори е дел од Пржинскиот договор, но и барање на СДСМ кога партијата беше во опозиција. Сега владеачката СДСМ тешко би се согласила на предвремени избори, ако се земат предвид резултатите од анкетите за рейтингот на партиите. Последна во низата е анкетата на Институтот за политички истражувања, која покажа дека за ВМРО ДПМН би гласале 22,5% од испитаниците, а за СДСМ 17,9%.